Поштувани советници, ја отварам 55-та седница на Совет на општина Кавадац и закажана за денес. Да ве исчитаме за утврдено присуство. Мирјана Грхова. Ја гледам, тука е. Горица Пеливанова Вилхем, тука. Виолета Димитрова. Тука. Василка Древарова. Весна Георгиева. Тука. Развигор Кабрамов. Тука. Митко Камчев. Тука. Анита Гинова Каракутова. Тука. Душица Крстич. Тука. Божан Каминова. Тука. Тони Нешковски. Тука. Драганчо Николов. Тука. Петар Николов. Тука. Радњански Ташо. Тука. Ристо Сакалиев. Јосиф Стојанов. Тука. Блаже Тасев. Тука. Никола Трендафилов. Тука. Овде и Лазар Туриманджов. Тука. На седницата присуствуваат 19 советници, отсутни нема. Констатирам дека кворум за работа има и советот може полноважно да одлучува по предложение од дневен ред. Со решението за свекување на денешната седница доставен и записник од 54-та седница на Совет на општина Кавадац е одржан на ден 30.3.2021 година. Дали има забелешки по 54-та седница на Совет на општина Кавадац? Ве молам кој е за усвојување на записникот од 54-та седница на Совет на општина Кавадац. Има ли против и воздржани колеги? Нема. Констатирам дека усвоен записникот од 54-та седница на Совет на општина Кавадац со 19 гласа за. Со решението за свекување на денешната седница доставен е и записник од 14-та воредна седница на Совет на општина Кавадац одржан на ден 12.4.2021 година. Дали има забелешки по записникот од 14-та воредна седница на Совет на општина Кавадац одржан на ден 12.4.2021 година? Дали има воздржани и против? Нема. Констатирам дека усвоен записникот од 14-та воредна седница со 19 за. Со решението за свекување на денешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата закажана за денес и тоа. Под 1. Квартален извештај за извршувањето на бюджетот на општина Кавадац за 2021 година, прв квартал. Втора точка, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градено земјиште на просторот на општина Кавадац за 2021 година. Трета точка, предлог одлука за донесување на детален урбанистички план индустријска зона Исток, дел 7/1, КО Кавадац Исток, вон град. Четврта точка, предлог одлука за донесување на детален урбанистички план во Урбан блок 6, дел блок 6/1, Јасмин подстадион, Кавадац, општина Кавадац. Плански период 2020-2025 година. Пета точка, предлог одлук за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 14/21 поведен пред Основен суд Кавадац. Шеста точка, предлог одлука за определување на максималниот износ за доделување на поединечни субвенции на граѓани за купување на велосипед за 2021 година. Заради поврзаноста на претходните точки, согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадац, предлагам дополнителна точка, предлог одлука за собствено учество на општина Кавадац, локална самоуправа во реализација на проект реконструкција и поврзување на постоечката фекална канализација во село Возаци, фекален колектор. Кој е за? Има ли против воздржани? Нема. 19 за. Констатирам дека усвоен предлог дневниот ред да се дополни со точка број 7, предлог одлука за собствено учество на општина Кавадац и локална самоуправа за реализација на проект реконструкција и поврзување на постоечка фекална канализација село Возраци, фекален колектор. Заради поврзаноста
со претходните точки. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнителна точка. Предлог одлука за сопствено учество на општина Кавадаци, локална самоуправа во реализација на проект реконструкција на локален пат во село Бохула. Има ли против и воздржани? Нема. 19 за. Констатирам дека е усвоен предлог дневниот ред да се дополни со точка реден број 8. Предлог одлука за сопствено учество на општина Кавадаци, локална самоуправа во реализација на проект реконструкција на локален пат во село Бохула. Заради поврзаноста на претходните точки согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнителна точка. Предлог одлука за сопствено учество на општина Кавадаци и локална самоуправа за реализација на проект поставување на фотонапонски панели на 10 јавни општински објекти со вкупна инсталирана моќ од 19,2 киловати на час. Дали има против и воздржани? Нема. Едногласни. Констатирам дека усвоен предлог дневниот ред да се дополни со точка со реден број 9. Предлог одлука за сопствено учество на општина Кавадаци, локална управа за реализација на проект поставување на фотонапонски панели на 10 јавни општински објекти со вкупна инсталирана моќ од 19,2 киловат часа. 10 точка. Предлог одлука за кофинансирање на предлог проект изградба на сервисна улица 1 и стамбена улица 2 и 3 и 4 во Дуб Дисанска во општина Кавадаци. 11 точка. Предлог одлука за донесување на социјален план на општина Кавадаци за 2021-2024 година. 12 точка. Предлог одлука за примање донација фотонапонска централа од Сдружение на граѓани Ротари клуб Кавадаци и давање на средно општинско училиште Киро Спанџо Брко Кавадаци. 13 точка. Предлог одлука за примање донација од Друштво за производство, трговија и услуги Кожувчанка Доел увоз и извоз Кавадаци. 14 точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за организација, делокруг и начинот на извршување на задачите на општинска администрација во општина Кавадаци. 15 точка. Функционална анализа за општина Кавадаци во општина Кавадаци. 16 точка. Предлог одлука за одобрување на средства од буџет на општина Кавадаци за 2021 година на јавна здравствена установа општа болница Кавадаци. 17 точка. Предлог одлука за одобрување на средства од буџет на општина Кавадаци за 2021 година лекување. 18 точка. Предлог одлука за одобрување на средства од буџет на општина Кавадаци за 2021 година лекување. 19 точка. Одлука за одобрување на средства од буџет на општина Кавадаци за 2021 година лекување. 20 точка. Предлог одлука за одобрување на средства од буџет на општина Кавадаци за 2021 година лекување. Заради поврзаноста на претходните точки согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнителна точка. Предлог одлука за одобрување на средства од буџет на општина Кавадаци за 2021 година лекување. Кој е за? Се извинувам. Има ли против и воздржани? Нема. Констатирам едногласна одлука. Дневниот ред да се дополни со точка. 21. Предлог одлука за одобрување на средства од буџет на општина Кавадаци за 2021 година лекување. 22 точка. Предлог решение за избор на председател и на членови на Комисија за односи меѓу заедниците. 23 точка. Годишен план со архивски број 01/46/1 од 7.4.2021 година за вработување во јавна општинска установа локален вински музеј за регион Тиквеш Кавадаци 2021 година, донесена од директорот на јавна општинска установа локален вински музеј за регион Тиквеш Кавадаци за 2021 година. 24 точка. Годишен план со архивски број 02/152/1 од 8.4.2021 година за вработување на средно општинско училиште Киро Спанџо Брко Кавадаци за 2022 година, донесен од директорот на средно општинско училиште Киро Спанџо Брко Кавадаци 2022 година. 25 точка. Годишен план со архивски број 01/77/1 од 16.4.2021 година за вработување во основно општинско музичко балетско училиште Лазо Мице Фрале Кавадаци за 2022 година, донесен од директорот на истоименото. 26 точка. Годишен план со архивски број 04/64/1 од 26.4.2021 година
за вработување во основно општинско училиште Гоце Делчев Кавадаци за 2022 година, донесен од директорот на општинско основно училиште Гоце Делчев Кавадаци за 2022 година. 27 точка, предлог одлука за давање согласност за измена и дополнување на правилникот за плати и други недоместоци на плати на вработените во ЈП Комуналец Кавадаци, донесена од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 28 точка, предлог одлука со архивски број 02/429/3 од 8.4.2021 година за давање согласност правилник за плати и други недоместоци на плати на вработените во мали хидроелектрични централи Лука Доел Кавадаци, донесен од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 29 точка, предлог одлука со архивски број 02/429/8 од 8.4.2021 година за давање согласност за одлука за одобрување на потребите на продажба на основни средства донесени од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 30 точка, извештај за редовното работење на ЈП Мито Хаџивасилев Јасмин Кавадаци прво тромесечие за 2021 година. Од управниот одбор на ЈП Мито Хаџивасилев Јасмин Кавадаци Кавадаци. 31 точка, предлог одлука за давање согласност на измена и дополнување на правилникот за плати и други надоместоци на плати на вработените во ЈП Мито Хаџивасилев Јасмин Кавадаци, донесен од управниот одбор на истоимената. 32 точка, предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од плански опфат. 33 точка, заклучок за задолжување на спортска сала Мито Хаџивасилев Јасмин Кавадаци Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за давање согласност за потпишување на анекс договор за соработка број 2.1.1/1 за учество на општина Кавадаци за изградбата на подпорен зид во рамки на детска градинка во општина Кавадаци на улица Ресавска. Согласно Деловникот, молам за проднесување за предложена точка на дневен ред. Дали има воздржани против? Нема, едногласно 19 за. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 34. Предлог одлука за давање согласност за потпишување на анекс договор за спогодба за учество на општина Кавадаци за изградба на подпорен зид во рамките на детската градинка во општина Кавадаци, улица Лесавска. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за давање закуп на недвижни ствари на КП број 1379 ОКО Кавадаци во собствена општина Кавадаци по пат на електронско јавно наддавање. Согласно Деловникот, молам за проднесување за предложената точка на дневен ред. Има ли воздржани и против? Не, едногласна одлука 19 за. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 35. Предлог одлука за давање во закуп на недвижни ствари на КП 1379 КО Кавадаци во собствена општина Кавадаци по пат на електронско јавно наддавање. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: проект за намалување на кучиња, бездомници и грижа на животните од Сдружение за заштита на животните Шепи 2021 година. Согласно Деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Има ли воздржани и против? Не, констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 36. Проект за намалување на кучињата, бездомници и грижа за животните од Сдружение за заштита на животните Шепи за 2021 година. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог измена и дополнување на годишниот план со архивски број 04/234/1 од 27.4.2021 година за вработување за 2022 година на општинско основно училиште Тоди Хаџитефов Кавадаци, донесена од директорот на истоименото. Согласно Деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Има ли воздржани и против? Нема, едногласно. Констатирам дека усвоен дневниот ред да се дополни со точка со реден број 37. Предлог измени и дополнување годишниот план за
со архивски број 04-234/1 од 27.4.2021 година за вработување за 2022 година во Основно општинско училиште Тодор Хаджитемов Кавадаци, донесена од директорот на истоименото. Согласно член 59 од Правилникот за работа на Советот на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог измени и дополнување на годишниот план со архивски број 01-81/6 од 26.4.2021 година за вработување за 2022 година на Основно општинско училиште Страшо Пинџур Кавадаци, донесен од директорот на Основно општинско училиште Страшо Пинџур. Согласно деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Има ли против и воздржани? Не. Констатирам дека усвоен предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 38. Предлог измени и дополнување годишниот план со архивски број 01-81/6 од 26.4.2021 година за вработување за 2022 година на Основно општинско училиште Сашо Пинџур Кавадаци, донесен од директорот на истоименото. Согласно член 59 од Правилникот за работа на Советот на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Одлука со архивски број 02-104/6 од 26.1.2021 година за отпис на основни средства донесени од училишниот одбор на Средно општинско училиште Киро Спанџо Брко Кавадаци. Согласно деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Има ли воздржани и против? Не. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 39. Одлука со архивски број 02-104/6 од 26.1.2021 година за отпис на основни средства донесени од училишниот одбор на Средно општинско училиште Киро Спанџо Брко Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Одлука со архивски број 02-121/4 од 23.4.2021 година за расход на основни средства неупотребливи учебници и во училиштето, донесена од училишниот одбор на Основно општинско училиште Тошо Велков Пепето Кавадаци. Согласно деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Има ли воздржани и против? Не. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 40. Одлука со архивски број 02-121/4 од 23.4.2021 година за расход на основни средства неупотребливи учебници во училиштето, донесена од училишниот одбор на истоименото. Дали има други предлози за измени и дополнување на досегашниот изменет дневен ред? Нема. Доколку нема, ваквиот дневен ред го ставам на гласање. Има ли против и воздржани? Не. Дневниот ред е усвоен со 19 за. Колеги, преминуваме на дневниот ред точка по точка. Прва точка, квартален извештај за извршување на буџетот на општина Кавадаци 2021 година. Прв квартал. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Јас. Повели? Момент. Добар ден, почитуван градоначалник, почитуван председател на Совет, почитувани колеги и медиуми. Сакам да дадам мало осврт кон оваа точка која што се однесува на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Кавадарци за 2021 година. Со една мала забелешка дека во образложението на почетокот имаме буџет на општина Кавадарци за 2020 година е димензиониран на износ и така натаму. Сметам, предпоставувам дека е техничка грешка, бидејќи бројките сигурно се однесуваат за 2021. Што се однесува до, и затоа ќе ги искоментирам, сметајќи дека сигурно е ова некоја техничка грешка, ќе се изјаснат после нели службите. Во делот на приходите имаме реализација од 18,74% во првиот квартал, што не е многу, но не е ни малку. Со оглед на состојбите кои што ги имаме во нашата општина, па и во државата и целиот свет, кои што нормално здравствените проблеми кои што ги имаме се рефлектираат и на
сите сегменти во нашето живење. Би сакала тука да потенцирам дека ваквиот процент кој што е реализиран во остварувањето на вкупните приходи по сите основи, најмногу придонес има ставката која што се однесува на приходи од даноци на имот, 54,87%, кој што е навистина на завидно ниво и една голема благодарност до сите правни и физички лица кои што си го оствариле своето законско право и со ова значително придонеле за приходите на локалната самоуправа. Што се однесува до расходите, тие се 16,53%. Немам некоја споредба со 2020 за да може да се искоментира. Меѓутоа знаеме дека првиот квартал обично се подготвуваат документации, тендери, условите кои што временските услови исто така се пречка за реализација на градбите, сигурно сега ќе тече и побрзо, а и реализацијата ќе биде поголема. Гледам дека училиштата и речиси не почнале со изградба таму на капиталните објекти. Се надевам дека во наредните квартали ќе се реализира, бидејќи во основните 0%, во средните 0,13% реализација. И сакам едно прашање во врска со средствата од образованието кои што се однесуваат на грејење, кои што се однесуваат на превоз, дали тие се кои што се заштета бидејќи не функционираат училиштата како објекти, дали се планира некоја посебна намена за овие средства? И доколку се планира, моја препорака е да тие средства се наменат за поддршка на наставниците со информатичка опредма, која што би му ја олеснала работата, бидејќи еден добар дел од наставниците навистина се снаоѓаат и со телефони, а исклучително тешко. Ви благодарам. Колеги, дали друг колега бара збор? Ако не бара никој образложение, појаснување, го замолуваме градоначалникот, ако сака да ни даде повеќе градоначалници. Почитуван председател на совет, почитувани советници, почитувани вработени во општина, почитувана јавност и медиуми. Најнапред да посакам добро здравје, благодарам за прашањето во врска со првиот квартал од извршениот буџет за 2021 година. Во оној дел каде што е текстуално појаснато, да, станува збор за техничка грешка, 2021 година е дизајниран износот на буџетот од 1.209.233.000 денари. Морам да ви кажам дека општина Кавадарци праве месечен и квартален план, не само за овој план кој што е поминат сега, него и за вториот квартал, и за третиот и за четвртиот во делот на приходите, за да можеме буџетот да го оформиме така како што треба. Исто така, на госпожица советничка Минова, приходите кои што доаѓаат се повеќе од 50% од данокот на имот, претежно од правни и физички лица, кои што си оствариле својата законска регулатива и делумно 20 година и делумно 21. Тука исто да благодарност до сите наши сограѓани, правни субјекти кои што нормално си ги остваруваат своите обврски према општината. 18,7% е поголем процент од ланста година на реализација од буџетот, споредба на господин Солани, и е добар процент. Ако продолжиме со ваква динамика, тоа значи дека ние веќе ќе дојдеме над 84% веќе реализација на буџет. Морам да ја потенцирам да ви кажам дека во вториот квартал на буџетски приходи кои ќе го очекуваме, токму и како што кажа советничката, очекуваме поголеми приходи од комунална изградба, односно од плаќање на комунална такса за уредување на градежно земјиште, отоѓување делумно на градежно земјиште кој што го имаме претходно во делот на план и програма за
градежно земјиште на општина Кавадарци и нормално тука ни се нашите текуни работи кои што ги остваруваме како општина. Во делот на образованието, каде што имаме делумна заштита по однос на грејење, по однос поголем на делот на трошење на средства за превоз на ученици кои што го немаме во моментот. Ние на претходната седница донесивме ребаланс. Со тие ребаланс за основните училишта е прилично поголем буџетот, негде беше околу 20 милиона. Морам да ви потенцирам да ви кажам дека тие средства наменски, капитално ги пренаменивме и веќе тендерот го распишавме за една спортска сала во село Баташа при училиштето Димка Данаџо Габрат Баташа. Тоа е 16,5 милиона денара, тендер кој што е во тек и во моментот е активен. Исто така во другите училишта, основни каде што беа побарани нивни реконструкции и делумни замени на инфраструктура, меѓутоа и на делови на потребите за самите наставници, тоалети, спортски објекти, подови, реконструкција на кровни конструкции. Ние целокупно му удоволивме и тој буџет го распоредивме сразмерно според потребите на училиштата. Меѓутоа, тука можам да потенцирам да кажам дека преку Министерството за образование и наука веќе има аплицирано 4 проекти, поголеми значителни проекти, од кои што 2 се одобрени во првиот квартал на Министерството преку Светска банка и тоа за основното училиште Пепето е одобрена комплетна реконструкција на кровот. Тоа е негде проект од 7 милиона денара, екстра од овие заштеди, и за средното училиште Кирос Панџо Брко е одобрена реконструкција на кровната површина и делумна реконструкција на внатрешната електроинсталација. Другите два проекти кои што ги имаме аплицирано е комплетна реконструкција во село Возраци на училиштето, во село Сопот има некоја делумна реконструкција и Страшо Пинџур Кавадарци, каде што воедно можам да потенцирам да кажам дека спортска сала преку Министерството за образование и за наука веќе е во отпочната фаза на градење со некоја си сума од 21 милион денар, така да во вториот квартал ќе ги видите сите бројки кои што се од заштита на основни и средни училишта ќе бидат реализирани комплетно капиталните и техничките услови на самите училишта. Во делот на детската заштита, тука морам да ја потенцирам, мислам дека имаме точка понатски каде што имаме дополнување во делот на улица Ресавска или изградбата на новата градинка на улица Ресавска, која што е со проектиран буџет од 52 милион денара, а е финансирана од Светска банка преку Министерството за труд и социјална политика. Таа градинка треба да биде готова до месец август. Излезе заради партерните уредувања потреба од изградба на подпорен зид по констатација на Министерството и заштитите од детската градинка кои што ги имаме, здрави живи со точките која што доаѓа на дневен ред, од 1.300.000 денара ќе ги намериме за изградба на тој подпорен зид за да го доредиме партерно уредување. Со тоа Кавадарци ќе добие уште една градинка, целосно со на 150 деца, модерна градинка која што како локација очекуваме повеќе од 30 години. Сакам да потенцирам да кажам дека исто во делот на училишната заштита на децата, предучилишната е аплицирана и градинка во село Дреново, во постоечкиот дом кој што го имаме за сместување на дечиња, во еден дел пренамена, адаптација, реконструкција за детска градинка и во село Дреново. Мислам дека тие проекти ќе поминат сите и поминете се виќе, така да јас лично како градоначалник сум задоволен од реализацијата на буџетот во ова едно тешко време, во време на пандемија, во време кога ни беше и најтешко овие 2 месеци на Кавадарци, бевме погодени од поголем бран на хоспитализирани лица, на лица кои што беа загрозени од ковидот. Така да мислам дека во вториот буџет, како што ни е планот да се поднесат повеќе уредување на градишни земјишта и очекувањето од инвеститорите кои што ги имат најавено, дека буџетот ќе биде со над 40% реализиран со вториот квартал, така да одиме во добар правец. Благодарам. Благодариме градоначалник за исцрпното и прецизно излагање. Колеги, одиме со гласање на точка број 1. Има ли воздржани против?
Нема. Едногласна одлука за точка број 1, 19 за. Втора точка. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Кавадарци за 2021 година. Колеги, отварам расправа. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, одиме со гласање. Има ли воздржани и против? Нема. Утврдуваме едногласна одлука 19 за. Точка број 3. Предлог одлука за донесување на детален урбанистички план УЕ7 дел од 7/1 индустријска зона Исток КО Кавадарци вон град. По ова точка отварам расправа. Колеги, дали некој бара збор? Нема за збор. Одиме со гласање. Има ли воздржани и против? Нема. Утврдуваме 19 за. Четврта точка. Предлог одлука за донесување на детален урбанистички план во УЕ6 дел блок 6/11 Јасмин под стадион Кавадарци, општина Кавадарци, плански период 2020-2025 година. Отварам расправа. Не бара никој збор, одиме со гласање. Воздржани и против? Нема. Утврдуваме 19 за. Пета точка. Предлог одлука за давање согласност кон чување на судска спогодба за регулирање меѓусебните односи во врска со судскиот предмет. Број 14/21 поведен пред Основен суд Кавадарци. Одиме со гласање. Воздржани и против? Нема. Едногласни. Точка број 6. Предлог одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечни субвенции на граѓани за купување на велосипед за 2021 година. Колеги, дали некој бара збор? Ако не бара никој збор за граѓаните, информација, повели градоначалник. Благодарам. Значи, со усвоењето на оваа точка, одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани за купување на велосипеди за 2021 година. Правилникот веќе го имаме, изгласан е, така да максималната сума за купување на велосипед и субвенции е до максимално 3000 денари или до 50% од вредноста на велосипедот. Како и минативе години 3, така и ова, имаме буџет од 300.000 денари, тоа е некаде од прилика за 100 велосипеди да субвенционираме. Очекувам граѓаните да имаат интерес, како и претходно, да се купуваат велосипеди, поготово сега кога имаме и повеќе наменска патека и до Моклиште и комплетно завршени кејот, така да мислам дека рекреацијата и спортот треба да го поддржуваме сегаш, поготово во вакви денови на пандемија и во услови кога треба да имаме поздрав живот. Така да е, врека е повик за граѓаните, нормално ние ќе го објавиме повикот и на нашите портали секаден за субвенционирани велосипеди и очекуваме да овие средства граѓаните ги искористат во целост и ги исцрпат во делот на целокупниот износ кој што ги имаме од 300.000 денари и да потенцираме да кажеме според правилникот доколку аплицираат повеќе од 100 граѓани каде што апликацијата е до 3000 денари, во тој дел ќе се оде по правилник со делот на лотарија. Така да до 100 апликации ги имаме целокупно износот на сума за субвенција. Благодарам. Благодариме градоначалник. Колеги, одиме со гласање по точка број 6. Дали има воздржани и против? Нема. Утврдуваме едногласна одлука. Точка број 7. Предлог одлука за собствено учество на општина Кавадарци локална самоуправа за реализација на проект реконструкција и поврзување на постоечка фекална канализација во село Возаци фекален колектор. Колеги, отварам расправа. Дали некој бара збор? Доколку не бара никој збор, само за појаснување молиме од администрацијата или градоначалникот да поведе. Благодарам, председателя. Значи, точка број 7, која што е на дневен ред, е предлог за проект кој што сакаме да го аплицираме за реконструкција и поврзување на постоечка фекална и канализациона мрежа во село Возаци, односно фекален колектор.
Целокупната сума и проект на овој запад изнесува 3 милиона 41 денар, од кој што општина Кавадаци преку Бирото за регионален развој ќе аплицира со 51% кофинансирање од општината, односно 1 милион 551 денар би дошле кофинансирање од општината, а остаткот од 1 милион 490 294 денари да биде учество на Бирото за регионален развој заедно со Плански Вардарски регион. Така да ова е проект кој што ги има изработено, да село Возарци се добие колекторската и канализационата мрежа до 3 милиона денари и како што ги спомнав процентите во делот на кофинансирањето заедно со Бирото за регионален развој. Благодарам. Благодариме градоначалник. Колеги, одиме со гласање по точка број 7. Има ли воздржани и против? Не, констатираме едногласна одлука. Точка број 8. Предлог одлука за сопствено учество на општина Кавадаци и локална самоуправа во реализација на проект реконструкција на локален пат село Бохула. Колеги, отварам расправа. Дали некој бара збор? Доколку не бара никој збор, даваме објаснување од страна на градоначалникот. Повели градоначалник. Благодарам уште еднаш, председателе. Со оваа одлука која што е на дневен ред за сопствено учество на општина Кавадаци и локална самоуправа во реализација на проект реконструкција на локален пат кон село Бохула и во село Бохула. Станува збор за проект кој што ги имаме изработено од 9 милиона 923 денари со вклучен ДДВ. Проектот опфаќа реконструкција на локалниот пат од Чемерско до Бохула и во селото Бохула, дека излез кај село Радња, со должина од 940 метри и ширина од 5 метри. Овој проект исто така ќе го аплицираме во Бирото за регионален развој, каде што нашиот предлог према нив ќе биде општина Кавадарци да е со износ од 5 милиона 61 денар, а остатокот да биде финансиран од Бирото за регионален развој од 4 милиона 862 денари. Со ова, општина Кавадарци крајно ќе ја заврши таа дестинација до село Бохула, како што беше претходната реконструкција Ладно Долоче Крњево, значи проширување на патот од 5 метра и комплетно нов асфалт, поминувајќи и надвор од селото Бохула накај село Радња. Благодарам. Благодариме градоначалник. Колеги, одиме со гласање по точка број 8. Има ли воздржани и против? Нема, констатираме едногласна одлука. Точка број 9. Предлог одлука за сопствено учество на општина Кавадаци и локална самоуправа во реализација на проект поставување на фотонапонски панели на 10 јавни општински објекти со вкупна инсталирана моќ од 19,2 киловати на час. Колеги, отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку не бара збор, ќе го повикаме градоначалникот да даде објаснување. Јас малку се извинувам што го повикуваме цело време, али мислиме дека тој е најкомпетентен за таа работа и Така, председателе, значи станува збор за одлука за сопствено учество на општина Кавадарци и локална самоуправа во реализација на проект поставување на фотонапонски панели на 10 јавни општински објекти со вкупна инсталирана моќност од 19,2 киловат по час по објект. Овде се офатени 10 јавни институции, вклучувајќи ги образовните институции. Со овој проект ќе добијат сите основни и средни училишта, собствено производство на електрична енергија до 20 киловати по час. Односно значи дека преку ден и за време на сончевите денови наша анализа направена дека 80% од потрошувачите на електрична енергија, училиштата, општината, дом на културата, музејот ќе добиваат бесплатна електрична енергија. Вкупната вредност на проектот е 8 милиона 345 000 денари со вклучен ДДВ. Предлог наш учество на општината е во износ од 4 милиона 256 000 денари, а остатокот од 4 милиона и 90 000 денари да биде по апликација во Бирото за регионален развој. Со овој проект, пак ќе потенцирам, добиваме една зелена енергија, енергија под скоро 20 киловат часови
на час 20 киловати по институција јавна и голем бенефит за заштита на средства и акумулирање на јавните институции. Благодарам. Благодариме градоначалник. Одиме со гласање по оваа точка. Има ли воздржани и против? Не. Утврдуваме 19 за. Точка број 10. Предлог одлука за кофинансирање на предпроект изградба на сервисна улица 1, стамбена улица 2 и 3 и 4 во Дуб Дисанска во општина Кавадаци. Отварам расправа, колеги, дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ќе го замолиме градоначалникот да даде објаснување за граѓаните. Повеќе градоначалник. Одлика за кофинансирање на предлог проект, како што и го спомна председателот, изградба на сервисна улица 1 и стамбена улица 2, 3 и 4 од Дуб Дисанска. Станува збор за вкупна процентна вредност на предлог проектот од 6 милиона и 300 денари со вклучен ДДВ. Средствата од 3 милиона 152 ќе бидат обезбедени наш предлог од Бирото за регионален развој, под програма за равномерен регионален развој ставка 488 капитални дотации, а остатокот од средствата од 3 милиона 125 да бидат обезбедени од буџет на општина Кавадаци од 21 година. Овие сите до сега ќе ги цитиравме 4 предлози до Бирото за регионален развој. Тоа се повиците кои ќе ги имаме на годишно ниво, така да мислам дека се добро разредени и ги исполнуваат условите според критериумите кои ќе ги има поставено на Бирото за регионален развој. Кофинансирањето ги изиеме со 51% да бидат од општина Кавадаци за да имаме добро бодирање и мислам дека треба да како проекти поминат во Бирото за регионален развој и општина Кавадаци да ги реализира во идниот период. Благодарам. Благодариме градоначалник. Колеги, одиме со гласање по точка број 10. Има ли воздржани и против? Нема. Утврдуваме едногласна одлука. Точка број 11. Одлука за донесување на социјален план за општина Кавадаци за 2021-2024 година. Отварам расправа. Колеги, дали некој бара збор? Јас. Повели колешке минува. Јас би сакала да го поздравам изготвувањето на ваквиот документ, социјален план на општина Кавадарци за 2020-2024 година, кој што е изготвен со тоа што ја исполнува обврската на општината која произлегува од Законот за социјална заштита. Многу добро е направено мапирањето на социјалните проблеми и ранливите групи на локално ниво, кое што многу јасно ни го трасира патот како да постапиме нели во наредните 4 години во решавање на веќе детектираните проблеми. Интересно е тука како бројка и ме загрижи дека имаме 910 лица над 26 години кои што се со нарушена здравствена состојба и се корисници на туѓа нега. Може би тука е потребна една анализа да се направи за каков тип на заболување станува збор и дали може нешто да се превземе како превентива, како што велат подобро е да се спречи отколку да се лечи. Нели тоа во соработка со здравствените институции. Исто така ја детектирав бројката на стари лица, која што со пописот од 2002 година се регистрирани 2365 лица над 65 години, додека оваа година со изготвувањето на документот со податоци од ПИОМ и Сдруженијето на пензионери е детектирана бројка од 6500 на лица над 65 години, што е значително зголемен број и се дефинира како демографско старење. Меѓутоа, прашање е каква е таа бројка споредбено со 2002 на вкупниот број на население и сегашната состојба на вкупниот број на население, и од тука може јасно да се види потребата од реализација на пописот. Што побрзо да се реализира, бидејќи ова е само еден сегмент каде што може да се
забележи каква е потребата од изготвување, од реализацијата на пописот. При тоа од ова е детектирано дека имаме 64 изнемоштени лица кои што имаат потреба од помош, кои што не можат квалитетно да живеат самостојно, и ова го поттикнува потребата од правење на дом за стари лица, кој што во Кавадарци не постои, нели? Имаме тука во регионот во Неготино, меѓутоа тој знаеме дека е недостапен за сите заради енормно високите суми. Затоа тука може да се размислува да во натамошните планирања на локална самоуправа да како приоритет да се стави изградбата на дом за стари лица, па дури може да се размислува и со јавно-приватно партнерство, каде што локалната самоуправа би учествувала со доделување на земјиште, ослободување од комунали и кога ќе работи и субвенционирање на одредени услуги на тие лица, што би ја намалило цената на чинењето и домот би станал достапен за нели пошироката популација и би се зголемил значително квалитетот на живеењето на старите лица, изнемоштени лица. Друго што констатирав, разгледувајќи го нели документот, во Центарот за социјална работа се детектирани 278 лица со попреченост. Неспорно е дека Министерството за образование и наука, дека Министерството за труд и социјална политика, локална самоуправа прават значителни напори за да му помогнат на овие лица. Меѓутоа, нели велиме, секогаш не е доволно. Секогаш треба да направиме нешто повеќе. Еве, Министерството за образование го донесе овој законот за инклузија на учениците, па имаме формирање на ресурсни центри, центри за поддршка, реализација на проекти како што е потенциран проектот за асистивна технологија во постоечка сензорска соба, проект на локална самоуправа финансиран од Швајцарската развојна агенција UNDP, реализација на проектот Reload, каде што се ангажирани образовни асистенти за деца со аутистичен спектар. Тука прашањето ми е дали овие проекти се уште одржливи, бидејќи целта на проектот е кога ќе заврши, да таа активност продолжи понатаму, да се создадат услови за нивно понатамошно функционирање. Понатаму може да се размислува и за повеќе ангажирање на образовни асистенти кои што ќе му бидат поддршка на ваквите лица кои што ќе ги водат низ образовниот систем, низ образовниот процес, извинете, и тука ќе му помогнат во учењето, во изборот на својата струка, согласно со нивните нели можности и способности, за да може да стекнат вештини со кои што после би си го нашли своето место во заедницата и си обезбедат своја екзистенција. Тука, кога станува збор за образовни асистенти, може локалната самоуправа да даде поддршка, исто така локалната самоуправа може да конкурира и во Министерството за труд и социјала. Таму има повик, според член 140 од Законот за социјална заштита, секоја година има повик на кој што општината може да конкурира со своји проекти од ваков тип, па еве една сугестија. И кога зборуваме за вработувањето на овие лица, кога го допревме и ова прашање, добро е да јавните институции си во своите планирања, гледаме имаме планирање за вработување, да
направат напори да може да вработат и вакви лица, барем по едно-две во институциите, како што е јавното предпријатие Комуналец, како што се Паркинзи и слично. Таму каде што можат да одговорат овие лица со своите можности, способности и вештини. Толку имам и за поздравување ваквиот документ. И благодарам. Благодариме, колешке. Дали друг колега бара збор? Доколку не барат колегите збор, градоначалникот побара збор за некоја да објаснување и негово видување. Повели градоначалник. Почитувани, како што и колешка советничка кажа, дека поздравување овој план за социјалните потреби и услуги. Ја морам само да потенцирам да кажам дека Општина Каваци активно работи на проблематиката во делот на социјално загрозените семејства, за луѓето со попреченост и целокупната работа. Меѓутоа морам да потенцирам да кажам дека заедно со владата и со Министерството за труд и социјална политика и подрачната единица во Каваци имаме одлична соработка и неколку веќе направени состаноци заедно со Министерката, со владата и со нашата подрачна единица, меѓутоа и со Сдруженијето на пензионери. Општина Каваци е во фаза на донесување на урбанички детален план во дел кај споменикот Чиро Крст. Односно, во склоп на новиот парк кој што го градиме, веднаш до него имаме парцела од 3500 метри квадратни, предвидена со генерален план за колективно домување за изнамоштени или за стари лица. Деталниот план би требало да биде завршен по моја општа проценка за 3-4 месеци. После тоа, заедно со Министерството за труд и социјална политика, договараме да се вклучат и пензионерите со нивно учество и таму да направиме едно колективно домување, односно сместување на лица, дом за стари лица, кој што ќе биде преземен од Министерството за труд и социјална политика со кофинансирање, да не биде на приватна иницијатива. И начелно до сега разговорите водат да Општина Кавадарци формира јавно предпријатие кој што ќе го изгради домот и ќе го опреми комплетно. Домот би бил негде за 50 до 60 лица според анализите кои што ги имаме направени потребите за Кавадарци и за регионот. И вработи нормално соодветен персонал, кадар и лекарски тим, а Министерството за труд и социјална политика го кофинансира делот кој што ќе преципираат пензионерите до остатокот, за да може да биде тој дом или тоа јавно предпријатие во делот на профитабилност, односно да биде одржливо. Во склоп на тој објект, пензионерите со нивни средства, кои што веќе ги имаат обезбедено како средства, ќе им се овозможи да си направат занимална за дневни потреби, административен дел и неколку сали за состаноци и за нивните потреби од дневна основа заедно со кафетерија, со некој ресторанче, така да домот би бил во склоп со тој објект каде што и луѓето сместени во домот кои што се во добра ситуација би имале дружба со оние пензионери кои се од надвор. Исто така, Општина Кавадарци аплицира со проект од вредност од скоро 600.000 евра во Министерството за труд и социјална политика. Веќе постапката на земјиштето кој што требаше да го трансформираме е завршена. Станува збор за локација над брза помош или здравствен дом во Општина Кавадарци, на празна парцела кој што во моментот е тампонирана се користи како неков паркинг. Таму имаме изготвено проект целокупен за деца со попреченост од 1 година па до максимална возраст на луѓе за потреба според критериуми и правилници. Тој проект е изготвен врз основа на европски стандарди со инклузивност, со комплетна опрема и со селекција на децата според нивната возраст и токму што го збореше советничката, да може децата да бидат селектирани според возраст, според нивните потреби за инклузивност и вежби кои што треба да ги поседуваат, да можеме максималното нешто да го извлечеме од тие дечиња луѓе, за да можеме ги вклопиме во понатамошното функционирање на општеството, дали во јавни предпријатија, приватни компании и било каде. Така да во тие два сегмента
веќе од пред година дена се аплицирани и ги работиме, очекувам да бидат одобрени и нормално општината 21 на крај или 22 ги земе во работа. И морам да ја потенцирам уште една работа, тоа ќе биде за наредниот совет кој што веројатно ќе стигнеме да ви го доставиме како советници во делот на Црвен крст на општина Кавадарци. Општина Кавадарци има имот, тоа е на барака реуrirana, од површина негде околу 240 метри квадратни, заедно споена со делот на Црвен крст. Таму правиме проект во моментот, да направиме 6 апартмани, односно комплетна реконструкција на тие 240 метри квадратни, комплетна реконструкција на фасадниот дел и на Црвен крст, и добиеме 6 апартмани во собственост на општина Кавадарци. Нормално тие апартмани би се издавале на временно користење на луѓе од општина Кавадарци при потребите според правилници, не да може при елементарни непогоди, поплава, пожар индивидуален, семејни насилства или било каква друга потреба според правилник, значи општината ќе има 6 апартмани за згрижување и сместување на такви лица кои што верувате дека е неопходна потреба, пошто се соочуваме многу со такви ситуации, поготово во немили настани од било кој аспект. Така да социјалата општина Кавадарци ја дига на повисоко ниво. Знаете и за проектот кој што го добивме од 12 милиона денари преку Црвен крст кој што го спроведуваме за помагањето и активноста на луѓе изнемоштени, возрастни, стари луѓе кои што живеат и за ангажирањето на 20 волонтери. Така да тоа е проект од 2 години кој што води и сме една од 4 општини кои што го доби проектот. Благодарам. Благодариме, градоначалник. Колеги, одиме со гласање по точка реден број 11. Дали има воздржани и против? Нема. Утврдуваме 19 за. Одиме со точка реден број 12. Предлог одлука за примање донација фотонапонска централа од Здружение на граѓани Ротари клуб Кавадарци и давање на средно општинско училиште Киро Спанџо Брко Кавадарци. Колеги, отварам расправа. Не бара никој збор, точката ја ставам на гласање. Воздржани против нема, едногласно 19 за. Од моје име и од името на Советот да упатиме благодарност кон Ротари клуб. Истото сега ќе го упатам и по сите други точки, по сите донатори, да не ги читам поединечно на секоја точка да им се заблагодарувам. На секоја седница по донаторите само можеме да даваме пофални збори и да им бидеме благодарни. Одиме со гласање по точка реден број 12. Дали има воздржани против? Нема, едногласно 19 за. Точка број 13. Предлог одлука за примање донација од Друштво за производство, трговија и Крупчанка Дуел увоз извоз Кавадарци. Отварам расправа. Не бара никој збор, точката ја ставам на гласање. Воздржани и против? Нема, 19 за. Благодариме на менаџерскиот тим на Крупчанка за редовното донирање. На секоја седница по една-две донации ни упатуваат. И нас и пошироко во Балканот. Се сеќаме дека тие дадоа донација во Хрватска, како им беше најтешко и една повисока донација, голема донација. Одиме со гласање по точка реден број 13. Ја изгласавме или повторно? Ја изгласав. За тоа не треба ни да гласаме, си зимаме пари. Одиме со точка реден број 14. Предлог одлука за изменување и дополнување одлуката за организација, дотор и начин на извршување на задачите на општинска администрација во општина Кавадарци. Колеги, отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој. Ја ставам точката на гласање. Воздржани и против дали има? Нема, едногласна одлука. 15 точка. Функционална анализа во општина Кавадарци. Давам збор на колегите кој сака. Не бара никој, ја ставаме на гласање. Воздржани и против нема, едногласна одлука 19 за. Точка број 16. Предлог одлука за одобрување на средства од буџет на општина Кавадарци за 2021 година
на јавна здравствена установа Општа болница Кавадарци. Отварам расправа, се надевам дека никој не бе разбор, појаснување, градоначалниче да ве замолиме. Ајде, поле. Така што ти рекла. Така, како што и сами знаете, во овој момент нова пандемија на ковидот најмногу се засегнати болниците, здравствените работници, лекарите и сите оние кои што технички, логистички ја подржуваат оваа здравствена епидемија или пандемија. Општина Кавадарци секоја година поред ја помага општата болница со проширена дејност во Кавадарци. Оваа година има 1,5 милиони денари обезбедено буџет и на барање на болницата ние сега ги одобруваме како совет да поминат за да можеме да ги исплатиме. Меѓутоа сакам да потенцирам и да изразам голема благодарност за досегашното функционирање на самата болница, поготово на компаниите од Кавадарци. Јас и би ги спомнал неколку компании кои што редовно, секојдневно што се вика, се во комуникација со болницата и на барање на директорот до сега сегаш испаднале во пресред, дали е тоа технички, финансиски или материјално. Тоа се IGM Trade, Drexler Meyer, Фен Индустри, Градба Промет, Кожувченка и други компании кои што помагаат секојдневно во делот на потребите на болницата и затоа овие средства до сега не беа потребни на болницата, меѓутоа сега веќе се јави потреба за нивно активирање и нормално распределување според управниот одбор на самата болница. Сакам да потенцирам да кажам дека во моментот бројките во општата болница не се добри. Кога речем добри, далеку од добри, меѓутоа далеку многу подобро од тоа што беа пред 2 или 3 недели. Имаме само 42 пациенти сместено, од максимално кога се искачи на 80. 42 пациенти, дај Боже да продолжиме со таа тенденција и да потенцирам и да кажам, имаме точката понатаму како заклучок за спортскиот центар Јасмин, дека од нареден вторник, после нашиот голем христијански празник, Великден, ќе почнеме со масовна вакцинација регионална во Кавадарци. Општина Кавадарци заедно со општата болница и со Министерството за здравство пред се доби чест и задоволство како општина да биде домаќин на регионална вакцинација за цел регион јужен, централно-јужен регион да го речеме, и тоа за општината Велес, општината Градско, Росуман, Неготино, Демиркапија, Валандово, Дојран, Гевгелија и Кавадарци, да целата вакцинација биде во општина Кавадарци и тоа биде во спортската сала Јасмин. Општина Кавадарци со донацијски средства до четврток ќе комплетно опреми спортската сала со 20 пункта за вакцинација, со инфраструктура во делот на мрежа, компјутери, столчиња, пунктови и се она што бараат по протокол. Очекуваме вакцините да стигнат понеделник, на сам ден, втор ден Великден, и од вторник вакцинацијата да почне. Ова нека биде и повик до сите жители на општина Кавадарци за оваа масовна вакцинација да се пријават на сајтот на Министерството за здравство на вакцини МК, односно електронското пријавување, нормално според собствените прилики, го возможат и односно го употребат и да имаат можност да бидат вакцинирани. При апликацијата треба да се одбере само регионална вакцинација Кавадарци. Така да е повик и апел до сите граѓани без разлика од возрастната група, сите полнолетни граѓани што имаат намера и мислење дека треба да се вакцинираат, да се аплицира за да можеме да искористиме оваа прилика да бидеме вакцинирани. Така да, еве јас лично се пријавив на таа апликација за вакцинација и очекувам да бидам повикан кога ќе дојде времето да бидам вакциниран, затоа што сепак вакцината е таа која што ќе не заштити да не завршиме во
болница, а не завршувањето на болница, реселитување на болничкиот систем, реселитувањето на фондот за здравство и наше нормално функционирање во општеството и иднината која што треба да ја градиме за нашите деца и најмали. Благодарам. Благодарам, градоначалниче. Колеги, одиме со гласање по точка број 16. Има ли воздржани и против? Не. Едногласни сме, 19 за. 17 точка. Предлог одлука за одобрување на средства од буџет на општина Кавадац за 2021 година лекување. Одиме со гласање, 19 за. 18 точка. Предлог одлука за одобрување на средства од буџет на општина Кавадац за 2021 година лекување. Одиме со гласање, воздржани против нема, 19 за. Одлука, 19 точка, се извинувам. Одлука за одобрување на средства од буџет на општина Кавадац за 2021 година лекување. Давам на гласање, нема воздржани, нема против, 19 за. 20 точка. Предлог одлука за одобрување на средства од буџет на општина Кавадац за 2021 година лекување. Одиме со гласање, нема воздржани, нема против, 19 за. Точка 21. Предлог одлука за одобрување на средства од буџет на општина Кавадац за 2021 година лекување. Одиме со гласање, воздржани против нема, 19 за. 22 точка. Предлог решение за избор на председател и членови на комисија за односи меѓу заедниците. Да го повикаме, ако не бара никој избор, председателот на мандатна комисија да ги прочита. На вчерашната седница на Комисијата за мандатни прашања како предлог членови за формирање на времена комисија за односи меѓу заедниците се следните членови. Да напоменам само дека комисијата е составена од советници, од членови на невладини организации, како и од наши сограѓани кои што се од друга етничка припадност. Како предлог членови за Комисијата за односи меѓу верските заедници се следниве членови: Виолета Димитрова, Јосиф Стојанов, Мирјана Гркова, Весна Ѓорѓиева, Горица Пеливанова Вилхем, Цветанка Камчева, Ѓорѓе Нанчев, Амет Фазлиов и Сунита Бајрами. Со напомена дека Комисијата за односи меѓу верските заедници ги изготви своја програма и акционен план за работа, дека ќе продолжи и ќе го развива интеркултурализмот во општина Кавадарци, ќе учествувам во меѓубројните меѓународни и невладини проекти. Им посакувам многу успех и во понатамошната работа. Благодариме, колешки. Одиме со гласање, воздржани и против дали има? Не, 19 за. Нека име со среќа на членовите и бараме од нив што подобри резултати. Одиме со точка со реден број 23. Годишен план со архивски број 01/46/1 од 7.4.21 година за вработување на јавна општинска установа локален вински музеј за регион Тиквеш Кавадаци за 2021 година, донесен од директорот на јавна општинска установа локален вински музеј за регион Тиквеш Кавадаци за 2021 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Нема за збор. Одиме со гласање. Има ли воздржани против? Нема. Едногласна одлука. Точка број 24. Годишен план со архивски број 02/152/1 од 8.4.2021 година за вработување на средно општинско училиште Киро Спанџов Брко Кавадаци за 2022 година, донесена од директорот на истоименото. Отварам расправа. Не бера никој збор, јас ставам точката на гласање. Воздржани против дали има? Не. Едногласна одлука, 19 за. 25 точка. Годишен план со архивски број 01/77/1 од 16.4.2021 година за вработување на основно општинско музичко балетско училиште Лазо Мице Фрале Кавадаци за 2022 година, донесено од директорот на истоименото. Отварам расправа. Не бера никој збор, точка ја ставам на гласање. Има ли воздржани против? Нема. Едногласни во одлуката. 26 точка. Годишен план со архивски број 04/64/1 од 26.3.2021 година за вработување на основно општинско училиште Гоце Делчев Кавадаци за 2022 година, донесен од директорот на истоименото. Отварам расправа. Не бера никој збор, точка ја ставам на гласање. Нема воздржани против, едногласна одлука.
27 точка, предлог одлука за давање согласност за измена и дополнување на правилникот за плати и други надоместоци на плати на вработените во ЈП Комуналец Кавадаци, донесен од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Колеги, отварам расправа, дали некој бара збор? Ја барам председателе. Повели Туриманџов. Вака, благодарам председателе. Почитуван градоначалници, почитуван председателе, колеги советници. Колега, не те гледаме, можеме ли да те видиме? Може, момент само. Председателе. Вака, прво, пред да почнам, да му честитам празникот Великден на сите православни христијани во општина Кавадарци, на сите граѓани на општина Кавадарци од муслиманска вероисповест да му честитам Рамазан Бајрам. Вака, многу сум среќен кога има вакви точки за на Совет на општина Кавадарци. Покачување на платите на работниците во јавното претпријатие Комуналец. Покачувањето мислам дека ќе биде негде околу 10%, значително покачување. Мислам дека 2018 година се направи исто вакво покачување и сега. Да не биде само дека нешто негативно зборуваме за Комуналец. За овие 3,5 години, 4 колку е овој совет, овој градоначалник и директор се направи за јавно претпријатие Комуналец многу голема работа. Мислам дека директорот кога стапи на функција, општиот работник земаше негде 13-14 денари плата, сега тоа значително покачено. Од сите контакти што ги имам јас со вработените на Комуналец, луѓето се задоволни. Ја мислам дека тука градоначалникот нема да застане и наредниот градоначалник што ќе дојде кој да биде, мислам дека нема да застанат тука, континуирано ќе му се покачуваат платите на општите работници во Кавадарци. Едно да ни биде јасно, и граѓаните на Кавадарци тоа го приметуваат, дека јавното претпријатие Комуналец има зголемена активност, градот е чист. Тоа може никак кавадарчани и го приметуваме и не многу, али у контакти со луѓе што доаѓаат од страна, е забележително дека градот се чисте, дека Комуналец работе и така натаму и така натаму. Само за информација на вработените на Комуналец, мислам дека ова покачување ќе биде од техничар па до општ работник. Еве, у мое име да му се заблагодарам и на градоначалникот, и на советот, на директорот на Комуналец за ова покачување. Ја мислам дека убава великденска порака и честитка ќе му испратиме на сите вработени на Комуналец и така натаму. Благодарам многу. Благодариме, колега. Дали друг колега бара збор? Доколку не бара никој збор. Колега Туриманџов, ја да ти честитам тебе, ти беше упоен во ова твое барање и дојде до реализација. Некогаш и се напаѓаме, али сега добрите работи ги пофалуваме. Да дадеме збори на градоначалникот, да даде и негово ведување околу ова работа, пошто тој е иницијатор и главен виновник за сета работа. Така, почитувани, јас пред да земам збор во делот на подигањето на бодовите, односно покачување на плата во општина Кавадарци, би сумирал само едно мало видување во делот на јавното претпријатие Комуналец и во делот на функционирањето на овој совет во ова 3,5 годишно работење и јас како градоначалник, нормално и службите од општина Кавадарци и јавното претпријатие. Јас сум пресреќен и презадоволен пред се што како градоначалник првпат сум на оваа јавна функција, верувам некои како советници од тука сте првпат на јавна функција и пред се имаме една заедничка сплотеност во делот кога станува збор за доброто на општина Кавадарци. Среќен градоначалник кој што во овие 3,5 години функционира со еден ваков совет кој што разумно, објективно ги гледа работите кога станува збор во интерес на град Кавадарци и на граѓаните на град Кавадарци, односно на сите жители што ги имаме во општината. Јавното претпријатие Комуналец го затекнавме со една прилично добра кондициона финансова позиција, меѓутоа една лоша организација во делот на самите вработени од делот на
дел од раководните лица. Јавното претпријатие Комуналец го затекнавме со вкупни приходи од 170 милиона денари. Сега јавното претпријатие во оваа 21 година предвидени вкупни приходи се 240 милиона денари. Тоа станува збор за 80 милиона денари плюс приходи на јавното претпријатие Комуналец. Не е измислена топла вода, станува збор за благодарение на владата и на разбирањето на тогашниот вице-премиер Кочо Анджушев заедно со премиерот Заев да ни дадат фитинг тарифа за постоечките централи, а тоа се негде околу 30 милиона денари, и општина Кавадарци драстично го подигна подржувањето на јавните зеленила, јавната хигиена, износ на смет во општината, со тоа што од некои 7 милиона денари кои што ги имаше приход јавното претпријатие, сега има над 40 милиона денари само од општина Кавадарци. Морам да потенцирам да кажам, не постои место во општина Кавадарци, вклучувајќи ги планинските риски села од Бошовијата, делот на ниските приградски села, каде што го изнесуваме на комуналниот отпад според план програма. Се набави многу опрема, се отпочнува со изградба на 5-та мини хидроцентрала. Благодарение на вас советниците, која што претходната одлука за ЈПП ја поништивме, 5-та хидроцентрала ќе биде собственост на јавното претпријатие Комуналец, и најмногу заслуга на сите раководители на чело со директорот на јавното претпријатие, заедно со моја општина и службите од општина Кавадарци, кои што се вклучија во уредувањето и подобрувањето на условите и хигиената во општина Кавадарци. Морам лично да благодарам од прв до последен вработен на јавното претпријатие, на директорот, на мој општинар, на сите служби кои се активно вклучени во таа работа, дека нашата иницијатива како совет, амбиции, како градоначалник и желба ја прифатија најмногу. Тие вработени во јавното претпријатие беа активни во сите ковид мерки за спречување и справување со нив. Во 2018 година, за крај, кога дојдовме како совет и како градоначалник, да, ја подигнавме платова за некои 8-8,5%, сега ја дигаме за 10% од месец мај. Значи, од 1 мај беше платова ќе им биде покачена. Регрес земаат годишен сите вработени во општина, во јавното претпријатие Комуналец. Меѓутоа, ова покачување значи од ниво техничар па надолу до општ работник во јавното претпријатие. Ја би сакал за 2 години ова јавно претпријатие да го видам на многу повисоко ниво, со многу подобри плати, со иновативни програми за работа, кои што веќе ги спремаме здрави живи за наредниот мандат, и во делот на претпријатието да направиме олеснување на функционирањето на дневна остава. Тоа ќе го слушнете и на наредните седмици на совет, правиме физибилити студија за поставување на полуподземни контейнери, на подземни контейнери, каде што драстично ќе му се олесни испрлањето на смет на работниците на Комуналец, на сите вработени, механизацијата ќе се модернизира, редовно се обновува возниот парк, и верувајте дека во цела република, можам слободно да кажам, имаме едно од најдобрите претпријатија на ниво држава. Тоа е благодарение на она што ние и нашите претходници, ја и верувам понатаки, добро ќе се справуваат со менаџирањето на работењето на претпријатието. Нека им е со среќа покачувањето, да ги користат за добро средства и да успееме ова пандемија да помине и да уште еднаш да правиме покачување до крајот на годината, доколку биде се во нормален ред, затоа што сепак, како што кажа и Турманџов, кога дојдовме платите беа некое минимално ниво 13-14 денари, сега веќе мислам дека под 20 или под 19 денари нема да има плата, меѓутоа и за работниците кои што го isfрлуваат сметот од дневна основа комунален, ние веќе овозможивме со правилници да имаат бенефициран стаж. Така да сите права и обврски кои што им следуваат, ќе гледаме до максимална граница да ги поттикнеме да бидат на највисоко ниво. И ова ја би го земал вака за крај како заслуга на целокупниот совет и како градоначалник заедно со ова советниците на исто ниво, така да ова се реални работи, ова не е политика, не е популизам, него е една заслужна работа на сите вработени во Комуналец. Благодарам. Благодариме градоначалник. Колеги, одиме со
Гласање по точка број 27. Нема воздржани, нема против, 19 за точка број 27 за покачувањето на платите на вработените во комуналец. Одиме со точка број 28. Предлог одлука со архивски број 02-429/3 од 8.4.2021 година за давање согласност, правилник за плати и други надоместоци на плати на вработените во МХЕЦ Лукар Доел Кавадаци, донесено од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Ја искоментиравме и образложивме ова точка. Дали некој од колегите бара збор? Доколку не бара, ја ставам на гласање. Нема воздржани, нема против, 19 за. 29 точка. Предлог одлука со архивски број 02-429/8 од 8.4.2021 за давање согласност на одлука за одобрување на продажба на основни средства донесени од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. Колеги, отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој, одиме со гласање. Има ли воздржани против? Нема, 19 за. 30 точка. Извештај за редовно работење на ЈП Мито Хаџивасилев Јасмин Кавадаци за прво тромесечие од 2021 година, донесен од управниот одбор на истоименото. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој, одиме со гласање. Воздржани и против? Нема, 19 за. Точка 31. Предлог одлука за давање согласност на измени и дополнување на правилникот за плати и други надоместоци на плати на вработените во ЈП Мито Хаџивасилев Јасмин Кавадаци, донесен од управниот одбор на ЈП Мито Хаџивасилев Јасмин Кавадаци. Колеги, отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој. Одиме со гласање. Има ли воздржани и против? Нема, 19 за. Истата работа и комуналец, истото и за Јасмин. Значи, ова е за поздравување, благодарност на градоначалникот и советниците, веројатно ќе стигне од вработените во овие институции. Одиме со точка, со реден број 32, предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански опфат. Отварам расправа. Дали некој колеги бара збор? Не бара никој. Одиме со гласање. Воздржани и против? Нема. Утврдуваме 19 за. 33 точка, заклучок за задолжување на спортска сала Мито Хаџивасилев Јасмин Кавадаци. Ова градоначалникот во претходните точки го објасни. Дали градоначалник повторно сакате? Па тоа Тоа е даденото. Значи, спортската сала Јасмин со сите своји капацитети вработените на максимално ниво ќе даде поддршка во престојниот период од 2 месеци, таа ќе помине во ковид болница, поддршката стигна од граѓанскиот сектор, од локалната, од високата горе централна власт да бидеме тука вакцинирани во Кавадаци. Повик даде градоначалникот за да посакаме да стигне вакцината до нас. Ова иницијатива излезе од градоначалникот, ние му се заблагодаруваме и го поздравуваме ваквиот гест. Значи, одиме со заклучокот, го гласаме ли заклучокот? Колеги, одиме со гласање према овој заклучок. 19 за. Точка 34. Предлог одлука за давање согласност за потпишување на анекс договор за соработка за учество на општина Кавадаци во изграда на подпорен зид во рамки на детска градинка општина Кавадаци на улица Ресавска. И ова точка е објаснета. Дали некој бара нешто дополнително од колегите со збор? Не. Одиме со гласање. Воздржани против? Нема. Утврдуваме 19 за. Точка 35. Предлог одлука за давање во закуп на недвижни ствари на КП број 13.709 КО Кавадаци во сопствена општина Кавадаци по пат на електронско јавно наддавање. Отварам расправа. Нема за збор. Одиме со гласање. Дали има воздржани и против? Не. 19 за. 36 точка. Предлог проект за намалување на куќините бездомници и грижа на животните, Одружение за заштита на животни Шепи 2021 година. Колеги, отварам расправа. Не бара никој збор. Одиме со гласање. Воздржани и против нема. 19 за. Само ради јавноста, ако сака градоначалникот да даде појаснување или образложение. Повели градоначалник. Почитувани, проектот за намалување на куќиња бездомници и грижа на животните
го работиме повеќе од 7 месеци активно, заедно со наши луѓе од општината, меѓутоа и со луѓе од Сдруженијето Шепи и други луѓе приврзеници и стручни компетентни луѓе за оваа ситуација. Сами знаете со нашето доаѓање и функционирање, ние дека преку јавното предпријатие Комуналец имаме програма за уловување, кастрирање и чипирање на кучиња, животни, бездомници. Меѓутоа, тоа воопшто не е доволно, затоа што гледам каква е ситуацијата низ градот, поготово во моменти кога има глутница од кучиња или други животни, кои што и покрај тоа што се чипирани и кастрирани, за некои луѓе претпоставуваат некаква опасност. Овој проект, како општина, ќе го поддржиме до крајот на годината до 31.12. во неколку сегменти, и тоа нема да биде крајната цел, него ќе биде почеток на правење на програма, проект план за стационар за згрижување, стационар за домување и за отуѓување на некој начин посвојување на самите кучиња. Во овој проект кој што е пред вас под прво имаме попис на миленичиња. Општина Кавадарци заедно со Сдруженијето Шепи и вработените од локалната самоуправа и заедно со мојот општина ќе се потрудат и ќе бидат задолжени до 30.12 да направат попис на сите миленици во општина Кавадарци. Што значи тоа? Тоа значи дека екипи и тимови од претходно споменатите луѓе од општина Кавадарци ќе одат на лице место по куќи, домови, да ги регистрираат кучињата кои што собствениците ги одгледуваат. Тоа ќе значи малтене еден попис на миленичињата, ставање на лично досие, на лична карта на секој милениче. Односно, секој миленич ќе биде сликано, ќе биде евидентирано собственик и ќе биде евидентирана неговата возраст, нормално под која сорта припаѓа и така натаму. Поставување на 10 до 20 комплетни табли и корпи за отпадоци на износ на измет и потреби за миленичињата. Тие ќе бидат изработени и обезбедени донација од ЈП Комуналец. Ќе поставиме табли и корпи на 10, односно 20 комплети корпи и табли на 10 локации, каде што ќе можат луѓето кои си ги читаат своите миличиња да имаат табли и својот измет од миличињата да го фрлат на соодветно место. Ќе имаме бесплатни ваучери за стерилизација. Значи, сакаме да во ова вклучиме некаде околу 35 ваучери да дадиме за кучиња, а една кастрација на куче кошта 2800 денари. Нормално за ова комисија ќе изготве план и правилник, прво да ги офатиме бездомните кучиња, а оние што си имаат собственици, да собственикот си има врска да си плати. И за маче 20 ваучери од по 2500 денари, ова е цена која што има добиена од ветеринарските институции, за кастрација 2500 по 20 ваучери, околу 50.000 денари. Тоа сакаме да поттикнеме свеста и моралот на луѓето за кастрација на нивните миленичиња, за не стварање на непродуктивност, односно стварање на милечиња кои што ќе бидат изфрлени надвор и ќе бидат на некој начин кучиња незгрижени или мачи. Ќе заангажираме едно лице на предлог на Сдруженијето Шепи во период од време трајање од 8 месеци со хонорарен износ на месечно ниво за негов надомес, кај што оваа работа ќе ја координира и ќе работат на проектот за стационар и изградба на понатамошен стационар во делот на општина Кавадарци. И последно, ова целокупна емисија заедно со овој хонорарец кој што ги имаме тука, веќе имаат поизготвено некои работи и ќе изготват проект за изградба на 2 игралишта за миленици, изработка од ЈП Комуналец или со средства обезбедени на донација. Локациите, мислам дека се веќе утврдени двете локации, едната да биде во новиот центар, друга да биде блиско до градскиот парк, каде што ќе бидат на површина одредена според проект за поставување на урбана опрема
и ќе биде направено 2 игралишта за миленици. Така да тука средства не предвидуваме, тоа ќе биде деловно помагање од ЈП Комуналец и обезбедени средства од донации. Целокупниот буџет за ова сето што го зборевме е 308.000 денари за овие 8 месеци, каде што мислам дека ќе добиеме целокупна слика за сите згрижени, меѓутоа и незгрижени животни од делот на кучиња и мачиња. Благодарам. Благодариме, градоначалник. Колеги, одиме со гласање по точка реден број 36. Има ли воздржани против? Нема, едногласно. Точка број 37. Предлог измени и дополнување на годишниот план со архивски број 04/234/1 од 27.4.2021 година за вработување за 2022 година на Основно општинско училиште Толе Хаджитефов Кавадац, донесено од директорот на истоименото. Отварам расправа, не бара никој збор, точките ставам на гласање. Нема воздржани, нема против, едногласна одлука. Точка број 38. Предлог измени и дополнување годишниот план со архивски број 01/81/6 од 26.4.2021 година за вработување за 2022 година на Општинско основно училиште Сташо Пинџур Кавадаци, донесена од директорот на истоименото. Колеги, отварам расправа по оваа точка, не бара никој збор, точка ја ставам на гласање. Воздржани и против? Нема, едногласна одлука. 39-та точка, одлука со архивски број 02/104/6 од 26.1.2021 година за отпис на основни средства, донесена од училишниот одбор на Основно општинско Средно општинско училиште, извинувам, Киро Спанџов Брко Кавадаци. Отварам расправа, не бара никој збор, точка ја ставам на гласање. 19 за. 40-та точка, одлука со архивски број 02/121/4 од 23.4.2021 година за расход на основни средства, неупотребливи учебници во училиштето, донесено од училишниот одбор на Општинско основно училиште Толе Тошо Велков Пепето Кавадаци. Отварам расправа, не бара никој збор, точка ја ставам на гласање. 19 за. Колеги, со ова исцрпен дневниот ред, од мое име и од име на Советот, на граѓаните на град Кавадаци им посакувам убави велигденски празници. Градоначалниче, дали вие сакате исто да го порачате? Па јас прво сакам да благодарам на советниците за денешниот одржан совет, за ним за транспарентност и објективност и вам председател нормално. Ја веќе ќе се обратам и на граѓаните со официјална честитка, меѓутоа за да го заокружиме овој совет, еве дека ни е честит престојниот празник кој што ни доаѓа, и Велики петок, и Христовото воскресение, Велик ден. Нормално тука сега ни се поклопуваат и празникот Рамазан, Бајрам, кој што ги имаме за муслиманите со муслиманска вероисповед. Така да мислам дека преочекува убав период пред нас, еден продолжен викенд и еве едно мало обавување од мерките при Комисијата за заразни болести на предлог Дивен па до владата. Нормално тоа да не биде олабавување максимално, да си ги пак штитиме своите потреби од COVID-19, да не се опуштаме, да си поминеме убаво за празниците кој е еден најголем христијански празник и еви муслимански. Благодарам уште еднаш и се ги разува. Колеги, советници, ја прогласувам седницата затворена.